Моторола го представи новиот Edge 70 на европскиот пазар, насочен кон сегментот на ултратенки телефони каде доминираат iPhone Air и Galaxy S25 Edge. Со дебелина од само 5,99 мм и тежина од 159 грама, уредот впечатливо комбинира елегантен дизајн и батерија од 4800 мАч базирана на силициум-јаглеродна технологија. Нешто ретко видено во оваа класа. Телефонот доаѓа со алуминиумско кукиште, Gloria Glass 7 и заштита и уникатна најлонска заднина. Edge 70 располага со Snapdragon 7 Gen 4 процесор, 12 ГБ RAM и 512 ГБ меморија, како и 6,67-инчен полет екран со 120 Hz и 4500 нити светлина. Камерскиот систем вклучува 3 сензори од по 50 MP, со оптичка стабилизација и макрофункција, додека предната камера нуди висок квалитет за селфи и видеоповици. Уредот е IP69 отпорен и ги исполнува Milestidi 810 воените стандарди, што го прави меѓу најиздржливите во својата класа. Моторола ветува 4 Android надградби и 6 години безбедносни ажурирања, а Edge 70 пристигнува со Android 16 по цена од 799 евра. Иако пазарот на ултратенки телефони моментално бележи пат, Моторола верува дека со овој модел ќе ја врати привлечноста на тенките уреди, комбинирајќи премиум изработка, издржливост и долготрајна батерија. Се поголем број американски сојузни држави воведуваат закони кои бараат јасно обележување на употребата на вештачка интелигенција. Јута и Калифорнија веќе усвоија регулативи со кои компаниите и јавните институции мора да ги информираат корисниците кога користат AI технологии. Според властите, ваквите правила се клучни за граѓаните што сакаат да задржат човечки контакт, а не да комуницираат со алгоритми. Калифорнија дури го прошири законот и на полициските служби, кои мора да наведат кога AI помага во пишување извештаи. Организациите за дигитални права, како Electronic Frontier Foundation, ги поздравуваат овие мерки, оценувајќи дека транспарентноста е првиот чекор кон одговорна употреба на технологијата. Во Сан Франциско, сите градски институции се обврзани јавно да објавуваат во кој случај користат AI, што се смета за најрадикален чекор во земјата. Но, Белата куќа под администрацијата на Доналд Трамп предупредува дека ваквите регулативи може да го забават иновацискиот процес и да го загрозат стартап екосистемот. Иако дел од експертите стравуваат дека строгото обележување ќе создаде недоверба кон новите технологии, други го гледаат тоа како неопходен баланс помеѓу правото на избор и општествената одговорност. Се повеќе граѓани бараат начин да се исклучат од AI, барајќи контрола врз тоа кога и како технологијата влијае на нивниот живот. Според NPR, оваа дебата покажува дека прашањето на транспарентноста не е само техничко, туку станува суштински етичко прашање во дигиталната ера. Според најновите информации на новинарот Марк Гурман, Apple донел одлука да користи посебна верзија од големите јазични модели на Google Gemini за идната генерација на дигиталниот асистент Siri. Google ќе развие специјално приспособен модел кој ќе работи на приватните сервери на Apple, со што компанијата ќе го задржи својот акцент на приватност и контрола на податоците. Ова не значи дека Siri ќе стане ист како Gemini асистентот на Android, туку дека ќе ги користи моделите од Google како основа за подобри перформанси. Работата на Siri и понатаму ќе се води од тимовите на Apple, додека интегрираните јазични модели ќе ја зголемат нејзината прецизност и природност во комуникацијата. Иако не е познато зошто Apple не успеа целосно да развие сопствени модели, компанијата, наводно, разгледувала и партнерство со Anthropic, но постојната долгорочна соработка со Google пресудила во изборот. Клучна улога во задржувањето на приватноста ќе има системот Private Cloud Compute, сопствена серверска инфраструктура на Apple која овозможува AI обработка без откривање лични податоци. Системот е отворен за независна проверка, што треба да ја зајакне довербата на корисниците. Новата верзија на Siri се очекува да пристигне во март или април 2026 година, заедно со iOS 26.4, по повеќекратно одложување од пролетта годинава.